минатата недела беше пратен од страна на председател на Собранието Алтри Гаши за некои технички недостатоци на ово, и тоа нема да навезам во причините за враќањето и насоките за тоа како треба да се средат некои работи, повторно да кажем, технички аспект во законот. Целта на нашето поднесување во тој временски период беше да се поднесе законот до 5 во месецот, а со тоа практично има обврска председател на Собранието да го стави на седница во текот на месец. Дали ова одложување враќање на закон направено да законот не се стави на дискусија на седница овој месец е да видиме во следниот период. Именно даваме максимална подршка на барањата на представниците на сојузни синдикати. Сметаме дека минимална плата од 600 евро е нешто што работниците заслужуваат и им е неопходно потребно за достоинствен живот. Во временски период кога синдикалната кошничка надминува 63.000 денери, кога 1/3 од трошоците одат за храна и пијалоци, дополнително тука се други трошоци и школски прибор за децата и така натаму, работниците заслужуваат да имаат достоинствен живот. И наведовме ставките кои што сметаме дека власта може да скрати пари, тоа се категориите 42 и 46 од буџетот, во кој што има делови за патни трошоци, за репрезентативен материјал, за патување, и сметам дека власта може да покаже ширина, доблест, да покаже грижа за работниците, да скрати од овие пари и да се стигне до сумата од 7 милиарди денари во текот на оваа година, близу 120 милиони евра за плата на работниците стигна 600 евра. Дополнително кажавме на минатата пресконференција дека во овие делови на буџетот може да се одделат и дополнителни средства со кои што ќе се субвенционира придонесите кон платите кои што би се зголемили во приватниот сектор. Значи да не биде тоа на терет на приватниците, работодавачите, приватните фирми, да не се соочи со проблеми во ликвидноста, да државата им субвенционира тие придонеси, а и тие работници кои што работат во приватниот сектор да добијат зголемување на платата. Да се зголеми од 8 на 14 или денари, тоа е зголемување 60-70%, ако може да платите на здравствените работници, да се практично и повеќе од дуплира зголемување на парите за дежурства, со зголемување на основната плата за 40%. Во првите години од мандатот не може оваа влада да каже дека няма. Други што протестираат денес пред собранието, го што имаат вистинска мага, кој што не може да возат пресуден. Искрено се надам дека овој закон ќе подржат сите партијци. И од власта, и другите опозицијски партии, од другите блокови, поради тоа што ова е за доброто на работниците, нивните семејства, за состојбата, за едноставно поредновање. Патишта да ширим државата, толку колку што кај нас чини едно движење од тука до некој од граничните мери. Ето, толку се паѓа. Во Хрватска ослободени и така. И ова е стигнано. Значи, излеземе со предлог закон. А за трошоците, сметам дека треба да се реални. И да се најде начин, тие да се реални трошоци. Кои што им се даваат на луѓето, кои што патуваат. Да се најде механизам, да ако живеат и престојуваат во Скопје, имаат тука станови куќи така натаму, да нема такива трошоци. Колку знаеш, не на кој јазик полагаш. Во Швајцарија се полага на германски, француски, италијански. Никој не те прашува на кој ќе полагаш, кој кажеш на кој станеш да полагаш. Ето тоа треба да го постигнеме на луѓето. Натаму треба ово општество да одиде, не во подели, како што за жал оваа власт прави. Кој бил таму надлежен? И гледаме кратките парадни документи. Тоа се 3 камиони, шлепени 4, колку се тие за да помине 5 тона дрога. Се што се прави, некој и ако нека се испитува, што го испитува. Колку за пијаните, нека се види што, апсолутно, ако има криминал, секој еден да одговара. Ама сето тоа се прави за те фокуси. Никој не одговара од властта на главното прашање. Како 5 тона дрога заврши во Србија? Тоа е главното прашање.
се случува, времето поминува, држави тоа напред. Ние требаше да бидеме заедно со Албанија во тој процес. 22 бевме заедно, додека не разделија. 22 4 години се поминати годиш. Црна Гора и Албанија ги затворат поглавјата за преговори. Се пишува договорот за пристап кон Европска унија на Црна Гора. Ние не ја наведме. Некако се загрозени идентитетските од наши одредници, јазици и така натаму. При тоа имаме подпишано договор на македонски јазик и Фронтекс со Европска унија. Цела Европа го признава македонски јазик. ВМРО да вика загрозен јазик. Како е загрозен? Бугарија вика не. Зашто ја држат земјата за глава? Зошто ја држат? Тоа е големо прашање.